Еве сме во кујната, Петочки и јас Ивана подготвени да си подготвиме некаков утрински оброк со сите намирници кои што ни се останати на крајот од работната седмица, така е. Ќе ги искористиме и ќе си подготвиме нешто. Она што пред малку го најавивме и во нашата рубрика Будење, која што денеска ќе ни трае малку повеќе од можеби од вообичаеното, се со цел да имаме еден убав разговор, би рекла ексклузивен, заради тоа што ова утро ќе ја вклучиме, ќе ја поздравиме во живо од Мадрид, нашата амбасадорка, би рекла, бидејќи станува збор за единствената женска фудбалерка во моментов која што се наоѓа во Мадрид, поточно во Шпанија. Наташа Андонова, ние вака виртуелно во студиово, поточно, како што веќе споменав, во живо од Мадрид ќе не поздрави. Наташа, добро утро! Добро утро! Добро утро на сите, како сте? Ние сме супер расположени, Петочки, не знам како е таму со времето, кај нас има многу сонце и некако полека се наговестува дека ни пристигнува пролета. Како е во Шпанија? Па би било супер малку да ни пуштите тука сонце, тоа што немаме видено сонце цела недела, врне многу. Сериозно? Секој ден и вчера и денес, да. Така да, Петочки, одлично се спреаме утре за утакмица, имаме и така. Наташа, добро е што ете можеме на ваков начин да се поврземе, па да видиме како е таму, како си ти се разбира и што е она со кое што започнеме утрото. Со Цеца некако и малку се избрифиравме пред да се поврземе вака со тебе, со оглед на тоа што навистина имаме многу прашања, што за утринските ритуали или за почетокот на денот, што за успехот во нели во твојата кариера, поточно и за македонскиот фудбал, но и таму каде што си сега. Па јас би почнала со утрото, еве да го запазиме редот нели во оваа наша рубрика Будење. Па може да ни споменеш како ти почнува денот, еве конкретно во Мадрид каде што си стига или нели воопшто тоа се некои утрински навики и ритуали, каде и да сме, сакаме да ги нели реализираме, па што е она кое што е омилено за тебе и го правиш најчесто во утринските минути? Па баш така, значи според мене утрата се најбитни, како ќе ти почне утрото, така ќе ти биде цел ден. Јас најмалку од се што сакам е стрес наутро, затоа секогаш станувам околу 6:30, sejedno кога имам тренинг, заради тоа што сакам на мира да си го испијам кафето, на мира да си лична хигиена да си направам, сите тие ритуали што ги имам наутро, значи според мене хидратацијата е многу битна. Значи обавезно мораш да се напиеш 2-3 чаши вода. Првото нешто кога ќе станеш наутро, исто така имам свој некој дневник, медитирам, така да тој 1 сат наутро кога ќе станам за мене најбитен. Да, и веруваме дека е така, тој мир и таа тишина која што можеш да си ја обезбедиш, веројатно е многу клучна понатака за сите останати работи и предизвици кои што те очекуваат во текот на денот. Наташа, многу е важно, особено за професионалните спортисти, исхраната. И би сакала тука малку да ни споделиш со оглед на тоа што во нели разговорот кој што го имавме минативе денови ми откри дека навистина многу сакаш и да си подготвуваш и се храна, односно оброци, дека се грижиш и тоа е особено важно, особено кога си дел од нели врвот на спортот, односно професионалниот дел. Веројатно последиците ако не се храниме добро, особено за професионалните спортисти, се чувствуваат. Како го доживуваш ти тој момент? Колку уживаш во кујната? Колку утрата имаш простор нели да си подготвиш оброк или тоа е се обезбедено од клубот со оглед на високо професионалното ниво кое што го имаш? Па искрено да ви кажам, според мене храната е 90%, заради тоа што ако се храниш добро, ако знаеш што треба да се храниш, ќе траеш многу подолго во елитата. Тоа број 1. И број 2 ќе бидеш, како ви кажат, во здраво тело, здрав дух. Така да јас сум човек што сака да се храни 90%, ајде да не кажам 95% дома, затоа што сакам да се... Затоа што дома можам, знам што правам, знам точно, знам колку треба да ставам, пример, маслинов оце, зејтин и сите тие работи, значи знам како го готвам тоа јадење, така да јас уживам во секој оброк што го правам дома, но нормално јас сум исто човек и секогаш после утакмица е тој мој cheat meal, затоа што сакам и да уживам во храната што ми се допаѓа, но
но сум многу стрикна со тие работи и доста пазам на тоа, но исто и уживам кога го правам, дали е појадок, дали е ручек, дали е ужина, било што јас уживам и знам колку треба да јадам. Наташа, дали тоа што си излезена од дома, од неготино, од твоето семејство на некои 14 години, те научи сама добро да се снаоѓаш во кујната? Па, знаете, кога си мал, мајка ми дома кога прави, баба ми кога прави, гледаш како прават, те учат, да. Но кога ќе излезеш и кога ќе почнеш да живееш сам, мора сам да се снаоѓаш. Во мој случај беше така. Јас сум многу сакам многу да знам, за пример за било која тема сакам да навлезам да се информираш, да знам. Точно. Така да што се тиче за храната, стварно сакам и до ден денес сакам да се надоградувам, да знам како функционира телото, што е добро за телото, колку е добро сон и сите тие работи, така да од сега, мислам од пред неколку години и натаму, веќе сама го правам тоа. Да, Наташа, додека зборуваме за подготувањето на дали утринските ритуали или оброците секојдневни, ние подготуваме во моментот една наша утринска каша, која што стандардно од време на време знаеме да ја направиме, вклучувајќи го тука и шумското овошје. Уживаме во разговорот, бидејќи го поврзуваме со повеќе работи или го реализираме од повеќе аспекти, што со исхраната, што со спортот и физичката активност, и што значи да се биде професионалец во спортот. А кога зборуваме за женскиот фудбал, кај нас веројатно не можеме да се пофалиме многу со успешен женски фудбал, но ти си дел од македонската женска фудбалска репрезентација и истовремено нормално си таму каде што се разбира женскиот фудбал е на едно повисоко ниво. Можеме да направиме, да не биде неблагодарно, ајде да не направиме паралела, но може да видиме каква е состојбата во однос на македонската женска репрезентација фудбалска и какво е твоето секојдневие во однос на тренинзи и нели надпревари кои што ги имаш токму таму. Па вака, секако разлика не можеме никако да направиме измеѓу македонската репрезентација и тука, заради тоа што тука е професионално, кај нас се уште не сме професионални, но сега искрено некои работи се сменети, но се уште има многу да се менјава кај нас. Во Македонија прво што треба да се смени е менталитетот. Ние мораме да имаме победнички менталитет, заради тоа што направија сега Лига на нации, кај што во Лигата на нациите имаме послаби противници и имаме шанса да го победиме секој, како што сме сега во група со Косово и со Латвија, значи не имаме шанса да ги победиме Косово и Латвија, затоа мораме тој победнички менталитет да го вградиме во нас. Условите се подобри од што беа, работите одат на подобро, но за се треба време. Мораме полека. Јас секогаш зборам, ние мораме прво ние самите да се смениме, кога ние самите ќе почнеме да се менјаваме, ќе почнат и другите работи да се менјаваат. Значи, ние кога ќе почнеме да победуваме сите тие работи, другите работи сами ќе си дојдат. Сами ќе дојдат. Така да, баш така. Така да некогаш мораме да го дајме и тој прв чекор, но сега ја имаме поддршката, се надеваме дека ќе имаме понатаму поддршката. Јас апелирам да се вложува многу повеќе во женскиот фудбал, значи ако не можеме да биеме на тоа некој си професионално ниво, но да го качиме едно ниво или две погоре за да можеме, затоа што искрено не можеме да играме фудбал до 60 години. Фудбал можеме да играме, се зависи до телото, зависи до се. Некогаш може до 40, до 35, до 34, се зависи. Така да ни нас тие постарите што сме Ленче, Гента, јас ни остануваат уште неколку години играње во фудбалската репрезентација, па сакаме да уживаме и ако можеме да испаднеме на барем еднаш во нашите кариери да играме на тоа европско првенство, јас би била најсреќна. Да, но верувам дека си секако среќна затоа што направивте сите овие дами кои што ги спомена ти и многу други вистински исчекор во македонскиот женски фудбал, затоа што некако ќе те навратам на почетоците кога ти започнуваше немаше ни женска лига, така некако беше, нели? Имаше женска лига, но
но репрезентацијата секогаш беше на тоа ниво. Значи никогаш не бевме не се вложуваше во женски фудбал. Некако јас се сеќавам во 2012, 13, 14 тука некаде се укина женската репрезентација. Тогаш беше председател Илчо и ја укина скроз женската репрезентација. Значи ние 3 години бевме во мирување. 3-4 години бевме во мирување. Значи според мене женскиот фудбал во светот и ајде да кажем во Европа е на толку големо ниво што еве вчера за купот играја Барселона и Реал Мадрид, значи неверојатно многу публика има, неверојатно многу е пратен женскиот фудбал. Репрезентациите, да не зборам, кај нас во Македонија тоа се некако иде се полека, или прво дај резултати, па после, значи мора да се поддржува за да има плод. Значи ние овие девојки што ги спомнам, значи ние се бориме и за нас, ама се бориме и за младите генерации, заради тоа што ние ова сега што сакаме да го направиме и да го постигнеме, за они да имат услови и сите тие работи, значи се за младите, заради тоа што они ќе го уживаат после неколку години. Така е, за новите идни генерации и за девојчињата да ги охрабриме дека доколку сакаат да играат фудбал, можат тоа да го направат и дека не дека фудбалот е исклучиво машки спорт, тоа само зборува. Не, тоа не. Да, она што пред малку го спомена и ти дека женскиот фудбал насекаде во светот веќе е на многу високо ниво и добро функционира. Наташа, каде се игра во моментов можеби најдобриот женски фудбал? Дали е тоа Шпанија? Да, Шпанија играат најдобар фудбал, значи најдобра лига моментално е Шпанија и Англија во Европа. Јас би рекла Шпанија заради тоа што тука го имаме европскиот првак Барселона, каде што бев и јас, така да јас би рекла моментално најдобра лига е Шпанија. Така. Сигурно, оние кои што по-детално ја пратат твојата кариера, беа сведоци дека во изминатото лето сепак потпишат и договор со Саудиска Арабија, но од почетокот на годинава повторно се враќаш во Шпанија, поточно овој пат во редовите на женскиот фудбалски клуб Мадрид. Можеме ли да разјасниме што се случи? Не се пронеде на тоа тло таму? Или не ти се допадна можеби тој фудбал кој што таму се игра? Или едноставно сакаше да се вратиш кај најдобрите? Да, секако дека да. Значи, секое искуство за мене е искуство плюс во животот, дали било тоа фудбалски, дали било тоа традиционално, дали било тоа да ја учиш државата и сите тие работи. Значи, јас бев таму 6 месеци. Фудбалот моментално не е на тоа ниво кој што и јас го замислував, заради тоа што само 2 години играат професионално фудбал. Има уште многу да се напредува. Значи, уште многу години треба за да дојда до тоа ниво. Јас мислам дека можам се уште да играм на најголемо ниво и затоа одлучив после 6 месеци дека сакам да се вратам во најдобрата лига во Европа, сакам се уште да напредувам, сакам се уште да се борам да играм за титули, да играм на добро ниво, така да здравје Боже за воиднина. Да ставиш крај на професионалната кариера? За скоро? Не размислувам, не, се уште не. Се уште не. Здравје Боже, уште неколку години. Како што кажа, се зависи од телото, се зависи од амбициите, се зависи од... Ке видиме, се уште не размислувам да ставам крај на мојата кариера. Наташа, ќе го искористиме ова наше вака заедничко дружење утрово да позборуваме малку и за тоа што значи иднината, ајде конкретно ако зборуваме и во Македонија на женскиот фудбал, ако ги споменем оние млади генерации кои што можеби се заинтересирани, како се разбира и ти од мали нозе, да тренираат фудбал, иако можеби фудбалот кај нас се уште машки спорт, иако во светот и во Европа слушаме не е така. Веројатно и кај нас почнуваат тие работи да се менуваат. Фудбалот како таков, нели најважната, како велиме, споредна работа во светот е секогаш актуелен и популарен, но за оние девојчиња кои што имаат талент пред се и желба и сакаат токму фудбал да тренираат и со тоа да се занимаваат, која е твојата прогноза, проценка за тоа дали би можеле тоа да го прават токму овде во Македонија и всушност она кое што ти го направили, ако и зборуваме за она кое би требало и по твои стапки, како би било да се отиде токму во Европа и да се успее на еден ваков начин. Значи и проценка и можеби совет и препорака за
токму тие млади генерации? Па јас многу сакам да зборам токму за овие млади генерации, затоа што јас ќе кажам само една работа. Значи, ако јас сум можела да успеам и сум од Македонија, значи може да успее секој. Се зависи од тоа како размислувате, како се гледате во иднина, колку работите, колку напор дадете. Значи, јас се откажав од милион работи за да стигнам таму кај што сум. Значи, пример, и излевање на вечер, шетање до 3-4 и фудбал, тоа не иде заедно. Значи не иде заедно. Или јас кога бев мала, мајка ми и татко ми рекол ќе одлучиш или ќе играш фудбал или ќе шеташ. Значи не може тие две работи не идат заедно. Така да мора да се откажете од многу работи, цврст карактер, самодоверба во себе, затоа што има многу препреки на патот, не е тоа така лесно. Јас знам ние кога почнавме овие генерации да играме фудбал, значи не беше фудбал, женскиот фудбал ни малку како што е сега. Сега овие млади генерации имат се на тацна. Да. Ние тогаш немавме, ние до ден денес се уште се бориме за нив, а они имаат сега се и они тоа не знаат да го искористат. Затоа што некако многу различен менталитет имат, мислат. Знаете како, пример јас гледам и кај мене во клуб и има 20 години, ја мислат дека кој знае што освоиле. Не, треба само да имате скромност, да работите секојдневно, 2-3 пати повише од твојата колешка на истата позиција, да знаеш што сакаш, да се посветиш 100% на тоа и резултатот 100% ќе си дојде. Така е. Одличен совет за сите тие млади генерации за тоа како и на кој начин би требало да изгледа формулата за успех. И Наташа, уште нешто што исто е интересно да го споменеме, ако зборуваме за твои фаворити, односно оние кои што се твои омилени во женскиот фудбал. Не можеме да кажеме дозрт заради тоа што си доста професионална за така да го употребиме тој термин, но кои се оние кои што ти ги преферираш во женскиот фудбал, па и во машкиот, јас би прашала. Кој клуб? Па во машкиот фудбалери и фудбалерки. Во машкиот фудбал искрено јас го сакам Меси за тоа што имаме сличен стил на игра, но исто и Роналдо заради тоа што менталитетот на Роналдо, работата негова, напора, значи сето тоа јас го обожавам, но исто има многу добри машки фудбалери кои што од секој можеш да излечиш нешто, а за женски Марта ми е идол од секогаш, успеав да играм со неа Од каде е таа? Таа е моментално во Америка, во Орландо Прайд, али мој сон како мала беше да играм со неа и тој сон ми се оствари. Така да неа многу ја ценам и ја поштувам, исто и моја лична пријателка и е многу добра личност, така да искрено има многу добри женски фудбалерки, исто како Ајтана што играв со неа, Алексија. Има многу добри фудбалерки. Да, ова е веројатно еден од твоите сонништа били да бидеш во близина на Меси, а тоа исто така ти се остварува. Да, така што ова е само што еден показател дека девојчињата, особено, нели, младите треба силно да веруваат во своите желби, силно да ги посакуваат и да работат на тоа. И ти си само показател за истото дека ништо не може да биде невозможно, Наташа, дека доколку нели силно верувате, имате мотивација, можете далеку буквално да стигнете и светот да ви биде на дланка. Никаде пред да ти испратиме и одјавиме, иако имаме многу прашања, но се надевам дека твојата следна посета во Македонија ќе искористиме и за дружба тука во студиото. Со оглед на тоа што во овој дел зборуваме за исхрана, за конзумирање кафе, ќе те прашам и за тоа колку кафето во текот на денот ти е потребно, со оглед на тоа што нели си професионалец во спортот и бидејќи сама си ги подготвуваш појадоците, што ќе биде денес или утрово на мени? Па кафето, јас кафе почнав да пием пред неколку години и искрено сега не можам наутро без кафе. Првото нешто што го правам после хидратација е кафето, затоа што стварно некако многу се осеќам кога го пијам. Иначе јас преферирам најмногу преферирам јајца, така да ќе си направам денеска омлет со авокадо и овошје и тоа ќе биде мојот појадок пред тренинг. Така, еден класичен би рекла појадок за многу спортисти, кој што добро ќе даде добра подготовка нели за телото, за да може
да се издржи се останато. Кога е првиот тренинг денес, Наташа? Денес првиот тренинг е во 11. Во 11 часот, Добро, добро. има време да се подготвиш, се разбира до тогаш. Има, да. И да уживаш во утринските ритуали. Јас и ти се пиеме утринското кафе и нашиот мини оброк утрово е подготвен, па можеме да уживаме заедно и со нашите гледачи. И ти благодариме, Наташа, за тоа што ова утро од Мадрид директно се вклучи во утринска Тилма, да може да позборуваме за сите овие убави нешта. Ви благодарам многу на поканата, ви благодарам што сум дел од вашата чест и задоволство ми, се надам дека за брзо се гледаме во живо таму во студио. Се надевам и јас и да, навистина ти посакуваме многу успеси, да продолжиш или да имаш успешна кариера и успешна година овој пат нели во новиот клуб. Остануваме, се разбира, да ги следиме сите успеси и на нели македонската женска фудбалска репрезентација, кои што можеби не се така големи, но апсолутно твоите се на завидно ниво, така што останува да ја следиме твојата кариера и сите заеднички да се радуваме за сите твои успеси, Наташа. Ти благодариме многу што утрово одвои време и што беше дел од нашата утринска. Голем поздрав. Голем поздрав. Чао. Поздрав и убав ден.